Здраво на сите, јас сум Драги Стојковски и добродојдовте во Македонска ера трета е поканета од. Овој пат сме поканети од Суарет Алишан, лице со попреченост, тоест оштетен вид и борец за правата на лицата со попреченост. Здраво Суарет и благодариме на поканата да бидеме ваши виртуелни гости. Здраво и привилегија е едни вакви хумани луѓе исполнети во духот и вистината да бидат гости во еден ваков дом кој што е исполнет со благосостојба и мир. Суарет, како на самиот почеток, запозна ги нашите гледачи со твојот живопис. Прво бих започнал, јас сум лице, тоест дете родено и пораснато без родителска грижа, пораснато во институциите на системот, со благодетта на одредени луѓе кои што живеат по семејствата, кои успеале тие семејства да ми ги внесат достоинството и патриархалното воспитание и почитување кон државата, знамето и верата. Кажи малку повеќе околу тебе, возраста, кога си роден? Јас сум роден 1984 година, во месец ноември. Роден во Скопје, израснат до мојата 3-годишна возраст бев во мајчин дом Битола. После тоа има привилегија да бидам во едно турско патриархално семејство, но тоа семејство мораше да напушти државата поради таква каква што ние. И морав јас после тоа моето второ полувреме во мојот живот, прво полувреме во мојот живот, да го поминам во институциите на системот, тоест во домот за деца без родители и родителска грижа. Иначе од моите 7 годишна возраст до мојата 17,5 годишна возраст учев во државното училиште за деца и младинци со оштетен вид Димитар Лак во Скопје. После тоа дипломирав во редовно училиште како графички техничар и денеска сум плюс и на Еџер академијата, каде што изучуваме за новите виртуелни содржини и за новата генерација или за generation. Одлично, одлично. Како лице со попреченост, во овој случај со оштетен вид, објаснени со какви предизвици се соочувате секојдневно? Прво ќе кажам, можеби наша несреќа е да се родиш во држава со пречки во развојот и политичари со посебни потреби. Но попреченоста не е толку привилегирана што можеме, иако останатите луѓе го гледаат тоа на што го гледаат, но ние можеме не гледаме, но сепак ги читаме нивните мисли и го читаме нивното делување и знаеме до кај се и што се. Ако кажам како ние листа со попреченост живееме во последните 30 години, од 30 години кога ќе додам последните 11 години, када е ратификувана Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во Собранието на Република Македонија, ние едноставно сме помножени под нулата. Мнозинството луѓе си го гледаат секојдневниот свој секојдневен живот, не се осврнуваат на многу и не размислуваат можеби на лицата со попреченост, така и не знаеме со какви предизвици се соочуваат. Запозна ги гледачите како изгледа еден обичен ден на поединецот со посебни потребни и нивното семејство, посебно во твојот случај лице со оштетен вид. Прво ќе зборам за мене, како започнува мојот ден. Мојот ден секогаш започнува се на позитивна мисла, со љубов, но кога го напуштам својот дом да се ги обавам своите обврски, дали на академијата или имам активности во коалицијата Менуваме или слично, можам да кажам дека се соочуваме со многу тешка стереотипија. Стереотипија која е наметната, јас пак ќе кажам, не ги кривам тука граѓаните, тука се виновни законописците, кои што се
нарекуваат и прогласуваат како апологети на човековите права, а уствари они од тие човекови права создаваат едно Потемкиново село од нашите животи. Ќе ви кажам еден пример. Ако треба лицата со попреченост да имаат пристапен јавен превоз, пристапни дактилни патеки, пристапно здравство, пристапни училишта или друг вид на институција која ќе е потребна на лицата со попреченост, можам да кажам дека тоа воопшто како да не постои. Воопшто како да никој да не се замара. И секогаш јас прашањето го поставам зошто е тоа така. Дали тие политичари во нивното опкружување, во нивното семејство немаат ли лица со попречености? Немаат ли деца со хендикеп? Немаат ли мајка, татко, баба, дедо? Па да разберат и да влезат во нашите чевли, да видат нас како ние го живееме секојдневието и како се соочуваме со одредени бариери кои што навистина е тешко, жално и апсурде кога државата вели ние претендираме за влез во Европската унија. Чекајте малце. Како барате вие да ве прими Европската унија кога ќе почнат пристапните преговори, член 24, член 25, член 26, тоа се поглавја, кога ќе се отворат за преговарање, ние кога ќе се изврши евалуација дали сето тоа е спроведено на терен, тоа го нема. Како ние параме нешто? Денеска сме сведоци кои што како лице со попреченост сме навистина прилично една бројка, би нарекол малцинство, каде во ова малцинство не препознава вера, не препознава нација, не препознава боја, име, кожа, туку едноставно ја препознава попреченоста и сме 120.000 лица со хендикеп. И замислете вие, таа бројка од 120.000 лица со хендикеп сме помножени под нулата, а се дава примат на одредени нешта кои што, извинете вака, кои што тие нешта се небулозни и потекнуваат од одредени психосоциопатолошки комплекси. Да. Дали и каква помош добивате од државата? По право, треба сите лица со хендикеп да добиваат, согласно, ако веќе ратификувана Конвенцијата за правата на лица со хендикеп, во членот од Конвенцијата за правата на лица со хендикеп вели дека при ратификација на Конвенција за правата на лица со хендикеп, државата е должна да обезбеди минимум 500 евра. Ние од тоа ништо не уживаме само бенефит од додаток на попреченост, ќе кажам, како што типот на слепило, мобилност и така натаму, и гарантирана минимална помош за тие лица кои што се неспособни и не можат да работат. Тоа се вика ГМП. И плюс нега од трето лице. Јас како личност секогаш велам дека неблагодарно е лицата со попреченост да ги ставате во исти кош кои што, да речеме, извинете вака, се болни од срце, Алцхаймер и друга демијантна појава, каде што во тој додаток на нега од трето лице го користат сите тие луѓе. Јас велам секогаш дека државата треба место таа нега од трето лице што ни ја даваат нас да ни биде пресметена во додатокот на попреченост. И ние тука едноставно би биле пофункционални, пофлексибилни и покорисни за општеството. Бидејќи негата трето лице да користи малце непријатна и нереална за категорија на лице со попреченост. Например, сега јас сум лице со оштен вид, ама да речеме мојот психомоторен развој добро работи и немам останати проблеми како што имаат луѓе со деминентна појава или со невроразвојна состојба или Алцхаймер и така натаму. И од тука сметам дека ни се прекршени правата. Пример ќе кажам за мене. Јас сум една жртва на системот на оваа држава, каде што јас 15 месеци не ги користам своите права. А сум дете без родители
знаат, они се цел живот ми биле администратори центар за социјални работи и ме малтретираат по комисии, а знаат дека мене таква како што ми е болеста ми е вродена и со таква состојба попреченост сме во светот дали 100 деца. Нема многу деца кои што имаат таква попреченост. И они тука се неупатени, неинформирани, а едноставно ние сме жртви на нивното непознавање во областа на попреченост. Да. Ти си млад човек, роден си во претходниот систем и тоа како мало дете кога се смени системот, нели? Но дали си запознат како беше состојбата за време Социјалистичка република Македонија и каква е состојбата сега во така наречена Демократска република Македонија со промената на системот? Дали си запознат, дали имаше некои разлики тогаш со сега? Да, имаше разлики. Прво, јас имав прилика да учам во една институција, која што ви кажа во Државното училиште за деца и млади со студенти во Скопје, каде што нели претходните генерации кои што ги затекнат, ми кажува дека во тој социјалистички систем имале малце многу повеќе права. Имало поголема комуникација, поголема социјална кохезија помеѓу лицата со попреченост и лицата кои што имаат типична состојба. И кога Македонија се самостојува, едноставно ова категорија на лица со попречености останува само бројка и калкулации во партиските конјушници. Да, на жалост. Како се снаоѓате со обезбедување на потребните помагала? Еве, посебно за вас како лице со оштетен вид, но и други кои имаат потреба од помагала се лица со попреченост. Вака ќе ви кажам, како се снаоѓаме? Никаква, особено слепите лица. Ајде да речем колку толку за телесните инвалиди, мада и кај нив има неправда, им даваат колички на луѓе кои што само да речеме кои што се во образовниот процес. Па чекајте, што треба после тој образовен процес, они да умрат? И не ги користат основните права, не користат количка, кој што тоа е нивниот мотор кој што треба да ги движи, да го видат нели општеството, да прошетаат, да излезат од дома. А слепите лица, замислете, во нашата држава, извинете вака, паш пред некој има пред скоро време има статус на Facebook и пиша, замислете ние слепите лица, едноставно сме помножени под нулата. Зошто? На одредени психосоцијални хирови им обезбедува да си го променат поломниот орган, а на нас слепите лица не може да ни обезбедат бели стапчиња, кои што ги нема на позитивната листа. И се едно бело стапче на запад чини тоа 10 до 15 евра. Сега имаш од стапче до стапче. Тие стапчиња би ни користило во 3 месеци, ако ги собереме ние 12 месеца, се 4 стапчиња во годината. Замислете, државата не одвојува средства за вкупно 5000 слепи лица да може да ги користат тие бели стапчиња, кои е символот на слепиот човек, да ги уживаат тие права. Ние воопшто не сме ни бројка во тој систем. И ние немаме бели стапчиња. Јас се движам со бело стапче во општеството, благодарение на менторите кои што уче во домот за слепи, кои успеа нели да ми вградат нели вештини на ориентација во макро и микропросторот, како сам да се снаоѓам во просторот, нели како да навигирам сцен, светло, да осеќам мирис, слушање и така натаму. Ама пак нас ни треба стапче заради оној кој што нема типична состојба да може да не препознае дека ние имаме одреден хендикап, нели? Како телесните инвалиди кои ги препознаат со количките, како нас слепи ќе не препознае без бело стапче, без никаква ознака. Да. Значи пак ова надоврзано на претходното прашање, каква помош очекувате и што се ви е потребно од општеството? Видите вака ќе кажам, нас од општеството најќе ни е потребно едноставно во целост да се почитува Конвенцијата за правата на лица со хендикеп, која е ратификувана во Собранието на Република Македонија. Истата конвенција ги гарантира правата, слободите и обврските на лица со попреченост. Дали зборуваме во социјалната сфера, дали зборуваме во образованието и ред други работи, членот 28
од Конвенцијата за правата на лица со хендикеп многу јасно ги дава насоките за достоен живот на категоријата лица со попречености. Да. Со какви пречки се соочуваат лицата со попреченост и посебно со посебни потреби, посебно кога се надвор од својот дом? Еве зборувавме малку, но пак начни го тоа прашање. Со какви пречки? Прво се соочуваат со пречки кои што нажал од страна на институциите, родителите на децата со посебни потреби се манипулирани. Пробуваат од тие деца да направат нешто што не може да направат. Што им даваат лажна надеж. И тука, како личност, како коалиција или како граѓанска организација, секогаш велиме, не давајте им лажна надеж. Не ги разочарувајте родителите и децата. Што оти вие, детето ќе го пуштите во редовно образование, кое што има да чува невроразвојна состојба, кога тоа дете на 18 години повторно ќе биде дома, товар на семејството и проблем на семејството. Бидејќи тоа дете нема развиено социјална кохезија, бидејќи поинаку го перцепира останатите луѓе околу него. Не, значи не можете вие сега, извинете вака сега, слепи лица, Даунов синдром, лица со штен слух и говор, да ги ставате во исти кош. Ве молам. Тоа се сосема различни категории кои што треба некој по согласно таа демографска категорија да работи по согласно потребите на тие категории. Во моментот ние имаме проблем бидејќи никој не е спремен тоа да го работи. Зошто? Вие тргнете од факултетот за рехабилитација, поточно факултетот за дефектологија, каде вие во факултетот за дефектологија студентите кои што изучуваат предмети како да работат со лица со хендикеп се однесени во погрешен правец. Прво, дефектолог не му е потребен на слепо лице. На слепото лице му е потребен тифлопедагог, каде тој предмет го нема на нашиот факултет. Сега, тука е тој проблем кој што доаѓа од образовниот процес. Зашто велам, нели, куќата се гради од темел, не од кров. Значи, ние се што треба да направиме здрав образовен процес кој ќе биде во севкупен развој и во интерес на децата, кои што треба тие деца да бидат тука затре корисни во општеството согласно нивната функционалност. Значи, имате деца кои што не се функционални. Да. А со сила ги буткаме, ги правиме функционално. Чекајте малце. Тоа е недозволиво. Прво самото дете го разочаруваш, самите родители и одеднаш доаѓаат до несакани ситуации. Што за мене тоа е недозволиво и тоа е прекршување на човековите права. Да. На тоа и природно се надоврзува прашањето, имаат ли лицата со попреченост подеднакви права како останатите лица? Не. Нема. Повторно ќе ви кажам, ние сме помножени под нулата. Под нулата. Да сме на нулата, барем има некоја надеж. Ние сме под нулата. Еве денеска, јас бев сведок и видов како државата, која што изменете вака, се продаде на одредени социопатолошки случаеви или олигарси, кои мислат дека со кешот ќе го сменат светот, беа учесници на една така наречена парада на гордост или парада на нездравите, ќе кажам, кој што сите министри, дури и председателот, отидоа нив да ги поддржат. А замислите, лицата со хендикеп никогаш не ги поддржаат. Да. Зошто? Моето прашање. И од тука, иницијатива наша е, заедно со уште една моја колешка или соборник на листата со попреченост Бранкица Димитровска, нашата цел е на 20 јули сите лица со хендикеп и дури останатите типични состојби да излеземе, да го видат нашиот крик. Се надам дека и преку вашиот медиум ќе ни се придружат одредени, нели, помагатели, донатори, за да навистина изгледа тој перформанс и да видат дека ние уствари знаеме, можеме и умееме да го поместиме абажурот
која заскрива светлината пред темнината. Да. А малце поспецифично, кои права треба да им се овозможат и кои права им се ускратени на лицата со попреченост? Прво, правото на здравствено лекување. Второ, правото на непречено образование, каде што ние сме сведоци, во моментот, госпоѓата Царовска, едно единствено училиште за слепи лица, она вон законска процедура го затвора тоа училиште и го претвора во училиште ресурсен центар. Замислете вие, 66 години институција произведила капацитети како мене, правници, физиотерапевти, музичари и друг вид на персонал. Еве што е предноста, зошто е гордост тоа училиште, каде што законот што е за социјална политика во Република Македонија лично е изработен од штитеникот тоа училиште, господинот Борче Батик, кој е покоен, кој што ден денес неговата матрица оние работат. И замисли сега тоа училиште доживува мрак. Каде е тоа тие деца со оштен вид? Имаме деца со оштен вид, пример ќе земам, кој што не може да биде уредено образование. Првиот момент кај слепото лице кој е осамостојување и делување во гестуалниот простор. Кој него ќе му го пренеси тоа во редовно училиште? Кој ќе го научи слепото лице сам да се движи во просторот? Извинете вака сега, џабе мене да ќе ми дадете наука која со тука до веќе не сам додал. Нели? Тоа се потреби елементарни кои што треба тие лица да ги научат додека се мали, како што е типот на брајавата азбука и слично. Јас лично и господјата Димитровска реагиравме, велевме, зошто тоа училиште да не биде реверзибилно? Реверзибилно, каде што, ќе кажам пример, зошто на господјата Мила Царовска, место детето да ја учи нова гимназија, да не учи ке слепите лица. Иста е програмата. Дури со поголеми хумани вредности ќе се стекне тоа дете. Ќе стекне хумани човечки капацитети, второ таму се класовите помали, имаме групи од 5 до 7 деца, каде што побоја ќе преципира наставата и каде што ќе повише наставникот, ќе му оборни внимание на детето. Да, точно. Спомнавте една фрапантна бројка дека 120.000 лица во Република Македонија се со попреченост и за тука кога ги ставиме нивните семејства, ова бројка ќе биде сигурно можеби 300 па и до 500.000 луѓе. Тоа е огромна бирачка машина. И следува прашањето дали мислите дека лицата со попреченост и нивните најблиски треба да се вклучат директно во политичкиот живот за тие самите да се изборат на своите права? Вака да ви кажам, во 2019 заедно со Бранкица Димитровска избуткавме закон кој што влезе во собранието на Република Македонија и кој се донесе законот за активно учество на лица со хендикеп во политичкиот живот. Но, чекајте малце. Многу е битно каква категорија на лица со хендикеп учествуваат во политичкиот живот. Не може да учествуваат деца кои што имаат со невроразвојна состојба. Значи, повторно, доаѓаме до оној степен подобни кои што можат да го работат, кои што ги препознаваат, нели, правата, економијата, социјалната политика, здравството, таквите луѓе. Не може вие сега изменете вака дете со лице со аутизам да го ставите во собрание. Мислам, нонсенс е тоа. Да. Но може нивните најблиски кои се грижат за нив, тие кои се запознати со проблематиката, значи членови на нивните семејства, бидејќи природно тие се најзаинтересирани за добробитот на своите чеда и токму тие да бидат вклучени во политичкиот живот. Конвенцијата за правата на лица со хендикеп вели вака. Правата на лица со хендикеп ги представуваат лица со попреченост, не родителите. Бидејќи зошто тоа е направено? Родителот може да се води од сентиментална точка, ме разбирате? Да. И тука може да не се гледат професионалните стандарди, како треба тоа да изгледа, како треба да се имплементира животот на тоа дете, како подробно, разбирате? Да. Тука е проблемот. Тука е нашата цел и законот е многу јасен дека лицата со хендикеп може тоа да ги представуваат правата, а родителите можат, на пример, се дава шанса, нема да тоа не е во законот пропишано,
заедно со госпоѓата Бранкица Димитровска работиме на активно вклучување на родителите, каде што они може да се вклучат у локалните единици каде што они живеат, како што се општините. Да. И каде што они во нивната општина ги знаат нивните потреби. Што потреби има нивното дете во таа општина? Дали има едукативен парк, пример? Дали има едукативно училиште? Бидејќи ако ние гледаме една работа, бидејќи како коалиција работиме на тоа поле, целта е да се децентрализираат работи, да дојдат на локално ниво. Бидејќи секоја општина има различни потреби и различен пристап. Да. И различна демографска потреба. Вие, например, имате во Радовиш, кај што, пример, немате глуви лица. Или имате во Струмица, кај што немате лица инвалидни, пример. Или, еве, например, Берово или Ресен. И сега затоа тоа се така се поставува тој систем да може да они делуваат во локалните единици. Ама додека во високите политики, кои што е собранието, се знае, приматот е даден на лицата со попреченост. Еве сега ние сме сведоци одредени партии манипулираат со родителите на децата, ама ние вака, ама ние онака, а уствари родителите не се свесни дека моментално ги користат, извинете, како крпа за нивните гласови. И кога ќе завршат изборите, они повторно остануваат да плачат на нивната проклета судбина, која што таква каква што е, они ја живеат. А политичарот не ја живее. Вклучен сте во невладиниот сектор, и тоа доста длабоко, па запознате не повеќе околу тоа и посебно околу најновиот проект што го имате околу Центарот за интеграција и самостоен живот на деца и лица со оштетен вид. Ние подоцна ќе го ставиме тоа видео што го имате обработено за секој кој сака да го види со ова видео. Центарот за самостоен живот е центар кој што го започнав јас и професор во Државното училиште Деца Манци со Стењем во Скопје, кој што сега е пензионер, каде тој истиот центар не постои во светот такво нешто. За прв пат не само слепите лица, ние ги вклучуваме и телесните и лица со невроразвојна состојба. Како што изгледа визуелно за прв пат, знаете, сега извинете, вака сум слепо лице, мене у зоолошки градина, па јас како ќе го оставам тоа животно, само ќе ушам како Рика пример, па треба ли да го пипнам, нели? Да. За прв пат ќе има сензорна градина, преку таа сензорна градина имаме рибник, имаме одредени места каде што детето го вежба неговиот психомоторен развој, го развива. Покрај тоа имаме и полигон. Полигонот кој возможува на сите слепи лица, дури на телесните инвалиди, како да се снаоѓаат надвор од нивните домови и надвор од средината која што они ќе излезат на таа средина и ќе се соочат дали се сообраќаат со луѓето, како они сами да се снаоѓаат во гестуалниот простор. Покрај тоа, ние вклучуваме за прв пат одредена биоинформатичка технологија, каде што веќе соработуваме со русите, изработуваме софтвер, каде што целта е на секој лице да му се мери биомеханиката. Преку таа биомеханика ние можеме да дознаеме на кое ниво работи телото, функционира мозокот и други работи, и дали тоа лице е спремно да се движи сам во просторот и сам да живее во општеството. Тој проект е наша иновација и веруваме дека еден ден ќе стане реалност првим во Република Македонија. Нас ќе ни биде чест и привилегија да го имаме во другите земји, каде што ќе му возможиме преку нашата соработка кој што ќе ги даеме понатамошните идеи и развојни цели кои што ќе можат они секоја држава да се го воспостави тој проект таму и да уживаат и да имаат едно социјално качество сите лица со хендикеп. Бидејќи сепак ресторанот овозможува социјална култура, социјален живот, социјална кохезија, овозможува ресторанот исто така да родителите ги вклучиме во општествениот живот, каде што ќе може да ни бидат информирани повеќе за нивните права, да они како да се справат со попреченоста, бидејќи ние имаме многу родители кои што не знаат да се справат со попреченоста, бидејќи не знаат што да прават со тие деца. И секогаш они велат да државата треба. Државата е должна да ги обезбеди оние услови што се во интерес на детето, но сепак
е родителот тука кој што треба највеќе да придонеси за детето. Затоа се дели на примарно и секундарно. Примарното се родителите, а секундарно е државата. Да, да. Дали колку се запознати околу акцијскиот план на Македонска ера трета и колку мислите дека вашите барања и потреби, ако лице со посебни потреби, се вклучени во акцијскиот план на Македонска ера трета? Прво јас сум запознат со Македонска ера трета и сум дел од Македонска ера трета и привилегија што една инклузивна партија ги вклучува тие акцизни планови и кој што во целост сака да даде шанса на лицата со попреченост да покажат што знаат и што можат. Но верувам дека ќе се родат уште други, да речеме, институции политички кои што заеднички делуваме и заеднички ќе можеме да придонесиме едно ново време, бидејќи сепак да можам да кажам дека треба да разбере државата веќе дека тие 120, извинете вака, ајвани им помина векот. Да. И веќе доаѓа векот на новата генерација и на новото време. Да. Мислам дека офативме доста проблематика околу оваа тема. На крајот Сиорет ви благодарам на поканата и разговорот и се најдобро во вашата заложба за подобрување на животот на лицата со попреченост во Република Македонија. Јас би сакал да завршам сега со една убава реченица. Дајте сите заедно да бидеме сонцето кој што не може никој да му забрани еднакво да не грее. Одлично завршување. Благодарам. Благодарам.